почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во последното издание на емисијата Очи во очи за оваа недела. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска и верувам дека со нетрпение ја очекувате денешната тема на која што ќе имате можност да коментирате. Последниве неколку дена бевме сведоци на постапката на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој што не му го додели мандатот на председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев и покрај тоа што беше од него побарано да собере 61 подпис од пратеници. Ѓорѓе Иванов излезе секако со образложение дека неговата постапка е оправдана затоа што, како што рече, не се согласува со заедничката платформа на албанците. Заев во вчерашната емисија Отворено, на првото интервју веднаш по изборите, вели дека следен чекор е избор на председател на собранието во најбрз можен рок. Првиот човек вели дека ова е можно решение на политичката криза. Секако пред да го слушнеме и првиот гледач за денеска, да го погледнеме прилогот на нашата колешка Светлана Унковска, а потоа веднаш се враќаме назад да ги слушнеме и изјавите од Али Ахмети. СДСМ има планови и постојат можности за надминување на состојбата откако председателот Иванов одлучи да не го додели мандатот. Сепак очекуваме тој да ја изврши својата символична и фигуративна улога и да го додели мандатот, бидејќи така е редот. Ова го истакна лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервјуто на емисијата Отворено на телевизија 24, кој меѓу другото откри дека како опција останува и можноста тоа да се направи преку парламентот. Мора Ѓорѓе Иванов да ја повлече својата одлука и да го почитува комплетно уставот. Едно од решенијата, можам слободно да го кажем, е премногу очигледно. 67-те мандата барем гарантираат дека може да се избере со мнозинство гласови председател на собранието. И тоа е еден од известните чекори кои што ќе доаѓат. Тоа во моите планови, во плановите на Ахмети и на другите политички партии беше дел од пакетот за кој што се разговара. Сепак она на што предупреди Заев е со огромна внимателност да се следат состојбите и да не се потпаѓа под никакви провокации. Рече дека протестите кои се случуваат се резултат на манипулации од Никола Груевски, кој ја влече Македонија во опасно сценарио. Целата ова работа тргна од кога Никола Груевски на тоа интервју повика на едно опасно сценарио. За да се заштити себе си од бандитизмот си во овие години. Апелирам до сите граѓани. Ние сме граѓани на ова наша земја и треба да се носиме со одговорноста како граѓани во најмала рака. Да не дозволиме да го спасуваме некој од одговорност и од обврската да се појави пред судовите. Во однос на платформата на албанците за која Иванов ја предочи како аргумент зошто не му го даде мандатот на Заев, но и поради кој беше обвинет од ВМРО-ДПМН дека сака да воведе двојазичност, тој рече дека таа платформа е документ кој Груевски претходно ја прифати. Сега се манипулира народот дека СДСМ воведува двојазичност, но 33 општини плюс градот Скопје се веќе двојазични и тоа со законот што го донесоа ВМРО-ДПМН и ДУИ, а потоа и го проширија. Така, тоа беше прилогот на колешката Светлана Унковска, а во продолжение да ги погледнеме и изјавите од Али Ахмети. Треба да ги слушнеме сите експерти и да видиме како ќе ја изменаџираме состојбата натаму. Едно е сигурно, оваа состојба за да се реши треба да има поддршка од сите политички партии за да не ескалира. Политикave ditore, vëndi duhet të dalë nga kriza. Јас мислам дека ова е политичка криза и никој нема да придобија ништо ако некоја личност политичката криза ја претвори во состојба, каде последиците би биле материјални или во човечки животи. Така, тоа бе изјавите и прилогот секако на нашата колешка Светлана Унковска и на изјавите председателот на ДУИ Али Ахмети. И како што споменав на почетокот, верувам дека со нетрпение ја очекувате темата. Денешната тема, предпоставувам веќе дека знаете за што станува збор, имаат ли Заев и Ахмети план Б за формирање влада? Дали го имаме и првиот гледач за денеска? Добар ден, повелете. Добар ден, да ве поздравам сите во екипата на 24 телевизија, да ви посакам пријатно попладни на сите гледачи што ја следат оваа емисија. Благодарам. Еве сега јас ќе го кажам моето мислење. Ахмети и Заев имаат план Б, а план Б е формирање на влада во собранието на Република Македонија.
Мислам дека ова решение јас го кажував и повеќе пати наназад, бидејќи очигледно е дека поплати, односно информациите на Иванов и другите од странство што му ги даваат, пораките да ја преиспита одлуката и да го даде мандатот на Заев, не помагаат. Георги Иванов, така наречениот председател, кој не го признаваме, не бидејќи го доби мандатот на нерегуларни избори, нема да му го даде мандатот и сега се плашам јас доколку се закаже седница, да не прават ВМРО ДПМН инциденти и да доведат Македонија во граѓанска војна. Брат со брат, братоубиствена војна. Тоа ќе го направат само ВМРО ДПМН да заратат Република Македонија, за да се спаси вркушката од затвор. Груевски, Мијалков, Јанакиевски, Јанкуловска, да не одат во затвор, се ќе направат, ќе го загорчат народот, еден против друг, да се удрат и да се тепаат. Добро. Затоа го повикувам македонскиот народ да размисли и ги повикувам и оние артисти, пеачи кои му даваат поддршка. Ја видов Снежана Коневска Руси, која сум ја ценел многу порано како добра артистка, да се преспитаат и да не им даваат поддршка на вакви работи, бидејќи Никола Груевски е обичен криминалец кој направи криминал и 10 години ја втурна Македонија во економска беда и ја уништи економијата, а сега сака да се спасува. Значи решението е план Б, да се свика собранието, седницата за... Го свативме го свативме вашето мислење. Дали го имаме следниот гледач на линија и ќе ве замолам да бидете што пократки за да можеме да оставиме простор за сите кои што сакаат да се јават и да го кажат своето мислење. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Па јас не се јавувам цели 10 дена, само да оставам простор за оние што не може да добијат, ама не можам да издржам, темата е жешка и морам да се јавам. Добро, вака сега, мислам дека се слагам со претходната гледачка дека има план Б, кај ДУИ СДСМ, а тоа е да се влезе во собрание, но претходно ќе чекаат, бидејќи уште неколку дена, мислам 5-6 дена има Иванов по на негово кажување да се одлучи дали нешто ќе се смени од негова страна, така да по притисок кој го има од целиот свет, Европска заедница и Америка, мислам дека тоа ќе мора да попушти без разлика што сака да ги спаси браќата кои се обвинети од специјално јавно обвинителство, но за да се докаже треба да се процесуира како што треба во судот. Жал ми е само исто така што Русија се стави на страна на ВМРО, а тоа е само од еден аспект. Секоја земја во светот, а поготово Русија, каде има најповеќе олигарци во светот, сака да го едноставно да го прифати Груевски компанијата негова, да ги земе во заштита и да не ги испорачува ако случајно нашата земја ги бара. Така да само тоа може да се планира од страна на Русија и на Груевски негова вркушка, што мислам дека во одреден момент или секунд нема се дозволи ќе бидат затворени и ќе мора да одговарат пред својот народ. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, секогаш секој има некој план Б, С или Д. Меѓутоа, мислам дека секој план носи нешто и лошо во себе. Се плашам само дека ќе предизвикаат граѓанска војна во која најмногу ќе страдаат невините луѓе. Деца 15-16 години, просто ги гледам на митинг кои деца одат. Ги прашувам сите политичари, без разлика од која партија се, дали Груевски, Ахмети или Заев, кој ќе оди по сандуците на тие деца? Кој мајки ќе плачат? Каде ќе им биде тогаш патриотизмот? Дајте нека се свестат дека не е патриот ти на ваков начин, заратувајќи ги македонците меѓу себе, така најбрзо ќе изгуба државата. Ако Европа ни стави сега санкции,
Ако ни ги затвори сите фондови, како ќе земат луѓето пензија? Од кои пари? Од кредитите што ги земавме, која банка ќе ни дае кредити? Не знам дали тогаш патриотиве ќе бидат патриоти или ќе барат кого да обеснат на постапци, ова фигуративно го кажувам. Јасно. Второ, за Русија. Русија не поддржува. Па кого поддржува Русија? Србија е бомбардира, Русија беше најголем пријател. Само отидоа да го земат авионот, не видиш за да го испитат и да има технолошки кар. Во кој поглед им помогна? Ги заштитија од бомбардирање. Така да ние треба да се свесиме, ние имаме само едно парче земја. Сите што краделе треба да одговарат. Гледам, повторно се одбиваат сите барања на СЈО. Не е тоа правда, не е тоа. Ако човекот што продавал марули пред таму Тинекс, го казнија 150 евра, ги заработил за леп со работа, овие што украле толку милиони сетат и уште не настројуваат еден према друг. Срамота и греота. Тоа не е патриотизам, тоа е фашизам, тоа е издејство на соблесениот народ. Благодарам многу. И благодарам и вам за јавувањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, сакам да бидам кратка и вака да кажам. Пари, територија и апсења. Мислам дека се овие главните работи со кои што се занимаваат и надворешните и внатрешните политичари. За територијата, кој како поише пари, и како да се спасат од апсењата овие што достига направиха и како голем криминал Никола Груевски, а исто така треба да одговара и така наречениот Ѓорги. Толку е од мене. Добро, ви благодарам. Да го слушнеме следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Благодарам. И јас ќе бидам што е можно пократка. Добро. План Б постои. Секогаш постои. Меѓутоа, мене ме плаши дека план Б има и Груевски. Ако он можеше на 24 декември легално избрани пратеници во парламент да ги избрка на клоци со полиција, што ќе биде сега кога ќе се состанат овие новиве пратеници да бираат влада. Малку нека се свести овој наш народ. Поготово апелирам до интелектуалците, моите омилени, Нони Коневска Руси, овие другиве глумциве, пеачиве, кои што на вистина ги цениме. И не можам да сватам дека они не ја разбираат суштината на тоа што го зборува Груевски и неговата компанија. Немојте и вие да го поведувате народот во братоубиствена војна. Нека се смири се, нека се избере влада. Меѓутоа, да се има во предвид дека план Б за Груевски е да влезе во парламент со војска, полиција, не знам што, со народ, и он обавезно ќе сака да направи крвопролевање. Само тоа се плашам. Се плашам за вас, младите, а се плашам и за сите останати драги мои македонци. И овој пат уште за крај. Албанците ни покажа пример како се спроведува тоа што си го замислил. Не меѓусебно карање, не меѓусебна војна. Па зарем е некој поголем македонец од мене? Моите се тука од турско, од не знам кое робство. Родена сум тука. Па зарем ја не сум македонка? Меѓутоа гледам и свесна сум што се спрема да направи еден, да не зборувам понатаму. Многу се вознемирив, благодарам, пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Секако темата е доста сериозна и така што верувам дека вашето вознемирување е оправдано. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Дали имаме некого на линија? Повелете, во програма сте. Ало? Во програма сте, повелете. Јас сум? Да, вие сте во програма. Фала. Ќе бидам краток. Добро. Сакам да се заблагодарам однапред на лидеров на опозицијава, Заев, и на лидеров на БЕСА,
кој што јавно апелира до сите граѓани на Македонија да се воздржат, да останат мирни, наспроти она другата изјава од другиот табор кај што те рече немојте да седите дома и облечете ги папучите, обујте ги таму тоа и излезете надвор да ја браните државата. Од кого да ја браниме, јас не знам. Јас знам само дека имаме на плејада голема на пријатели албанци, кои што сум сигурен дека доколку, не дај Боже, би се нашол во некоја тешка ситуација, сигурно би ми помогнале, повеќе дури него од некои кои што се од мојата етничка заедница. Значи, национализмот да го искорениме, да не се плашиме, да гледаме напред за Европа, да ги прихватиме нивните правила на игра, европските правила, значи, и да ги ослободиме овие млади луѓе, да веќе не мислат и не зборуваат само политика, ова ќе му направам новега, она ќе му направам нонега, него да работат. Да работат, да им се овозможуваат на младите да работат и да горе-долу барем за едно петолетие, ако не, што знам, побргу, за 7-8 години да дојдеме барем онаму кај што бевне од 20-30 години. И мислам дека ќе биде подобро. Толку од мене. Фала ви многу. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Повелете, добар ден. Поздрав до студиото на 24 вести. Првпат јавувам од Битола. Поздрав до Битола. Благодарам. Конкретната тема, кратко и јасно. Значи, планот Б ќе успее, нова влада ќе има. Само, како и предходните јавувања на предходните гледачи, исто е моје мислење, само мирно и со ладни глави. Поздрав до сите и до македонскиот народ да истрае. Благодарам, поздрав. Ми благодарам и вам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пред се поздрав до сите свесни македонци и другите сооргаѓани кои, овие денови достоинствено пеат за македонско свето име, за македонски јазик, за одбрана на се македонско. Тие не се шарена некоја револуција која сквернави споменик од наши македонски великани од Асном. Тие не се некоја шарена револуција која шлака по наши државни македонски институции. Не се тие партија или лидер која вика че јадиме живи луѓе, ако дојдеме на власт и че бркаме од работа од чистачка до директор. Не, тие како партија, како влада или како, значи, вработува многу мина и од тие млади кои се сега против Груевски. Многу мина се вработи овие години и добиваат пензии високи кои се контра Груевски, добиваат субвенции оние кои се контра Груевски, контра ВМРО, значи ВМРО и Груевски им прават добри дела и на овие кои ги плукаат. Иако партијата нивна, дали пензионери, дали штедачи, ти од СДС, ве крадеше. Значи, СДС... Господине, тука зборуваме за сосема друга работа. Значи, зборуваме за тоа дали имаат Лизаев и Ахмети план Б. Значи, да не се навраќаме назад во минатото. Коментирајте на темата, затоа што навистина немаме време и би сакале да оставиме простор за останатите гледачи. Повелете. Значи, јас би кажал дека Заев и Ахмети треба да имат еден план. Дека се во Македонија и дека треба да имат платформа за подобар живот во Македонија на сите Македонија. Ахмети беше дел од една влада, нели? И се уште е дел од таа која правеше и јадници се вработија, субвенции, зголемени пензии, без пари превоз градски за ученици, студенти, значи да направат еден план, ако сакаат да се влада, за подобар живот во Македонија, не за албанизација на цела Македонија, за казни по 5000 евра, за по 5000 евра казна, ако не се учел албански јазик. Никаде не стои вака. Јас не знам дали сте го гледали интервјуто и дали сте ги читале до сега изјавите, никаде не стои дека ќе биде цела Македонија, дека во цела Македонија ќе се зборува на албански јазик, меѓутоа јас тука не би коментирала повеќе. Ви благодарам за јавувањето и би замолила сите понатаму да бидете поконкретни и да оставите простор секако да можат и останатите гледачи да севат и да го кажат своето мислење и секако да се задржите на темата, да не се навраќаме нешто што било пред 10, 15, 20 или 50 години. Добар ден, повелете.
Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, имам една порака до господин Заев. Добро. Ова може да го реши за 24 сати. Само да го пушти Смилковско езеро бомбите. И самите овие патриоти после ќе му пресудат на господинот Груевски. Толку. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Да го слушнаме следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до телевизијата, меѓу најубавите месечини во Македонија, барем за сега, да не фала многу. Добро. Повелете. Умоверска темова. Ајде. Слушаме се и сашто. Јас сум албанац, се јавувам од Куманово. Поздрав до Куманово. Фала. Слушам мнозина кои претходно викат дека ова е мирни демонстрации, ова е не знам што. Не се мирни демонстрации, овие се немирни демонстрации, кои тепат новинари, кои бушат гуми на луѓе пред куќи, пред зградови и прават се и свешта што им дојде на рака. Меѓутоа, ако ова, ќе одам малку поназад, извинјавам се ако малку одзимам повеќе време. Ако ова влада беше окей, немаше да дојдеме до оваа ситуација. Со 4 години скоро се малтат и се малтретират граѓаните од секакви бомбардирања. На господинот Иванов му порачувам дека мојот глас нема право да го злоупотреби. Затоа што му дал глас на оној кој победил и кој може да формира влада и мојот глас ќе оде кај него. А јас одлучувам за мојот глас, а не господин Иванов. И господин Иванов направи една црна точка во Македонија, што он бара сега федерализација. Како албанац, никогаш и никој од албанците не е настроен за голема Албанија или конфедерација или контанизација. Тие се лаги. Зашто Заев доби гласови од албанци? Нешто плати. Не ме платил, него никого не платил. Заев доби гласови затоа што нуди граѓански концепт кој ќе бидеме равноправни во Македонија сите, како македонци, како и албанци. Фала puno, поздрав. Ви благодарам за јавувањето. Така, имате пријатен ден, да го слушнаме следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Повелете. Во програма? Во програма сте, повелете. Јас сакам да се навратам на ова гумче. Гледам и тренер ставно. Повикуваа на војни губорски тие. Сум имал среќа и несреќа да видам во војната не е филм за кажам. И дека се смира малцето и работава ден е горед. Добро. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Вака сега, прво и основно, ова што беше договарање помеѓу Заев и Ахмети и СДСМ. Добро. Слушнавме само дека се договарале, направиле некој договор и овие им ги дале подписите, собрале 67. Добро. Го прашувам Заев, а и целиот македонски народ го прашува, кој е тој договор? Ред е да се каже јавно, да се покаже тој договор. Што обеќал Заев на, да кажеме, албанските партии, за да му ги дадат тие гласови за да формира влада? Тоа од тука треба да се тргне. Тоа е многу важната работа. Имаат ли Заев и Ахмети план без за формирање влада? Па планот и да го немаат се знае. Америчкиот амбасадор ќе им го напише и они мора да го спроведат. Тоа е многу едноставно. Но суштината на работите е договорот, што стои таму во тој договор, што е обеќано. Дали промена на знаме, дали промена на химна, дали промена на грбот, дали двојазичност на цела територија и така натака и така натака. Значи тоа е она суштинското прашање кое што треба. Инаку идеално за македонскиот народ, за Македонија, за да опстане, е веднаш да има нови избори, да бидат заедно со локалните во исти трошок
и на тие избори и да се смени законот пред тоа, Македонија да биде една изборна единица, по која што и малите македонски партии пред свек имаат по некој пратеник и никогаш веќе нема да дојде по ситуација македонскиот народ, односно двете партии македонски, да бидат утенувани од десетина пратеници албанци. Тоа е едното. И другото, да се забранат националистички партии со националистички предзнак. Ромска партија, босанска партија, српска партија, албански партии. Тоа е многу битно за да не се дели овој народ. Да бидат само граѓански партии. Тоа е мојот предлог и најважното, само е уште една секунда, ако може. Идеалното решение после тоа, за да ја зачуваме Македонија, нека слушнат сите политичари, председателот Преце Иванов да ги собере сите председатели на соседните држави заедно на маса со америчкиот амбасадор, европскиот амбасадор и англискиот и францускиот амбасадор, кои што се најмокните сили во Европа, и да се напише една декларација заедно со нашите лидери на поголемите партии, една декларација за немеливост на границите на Македонија наредни 100 години. Со тоа ќе се стави точка. Оние земји, оние председатели кои што нема да ја потпишат таа декларација, тие се фактички против Македонија, против постоењето на Македонија. Добро. Се залагаат за големи држави. Благодарам. Добро, ви благодарам за јавувањето, бидејќи поставивте прашање во однос на тоа дали Зоран Заев, односно што договорил и зашто не кажува што договорил со председателот на ДУИ Али Ахмети. Јас си предлагам да ја погледнете емисијата Отворено повторно во недела во 10 часот или пак на 24vesti.mk, каде што токму лидерот на СДСМ објаснува што не прифатил во договорот со договорот со Али Ахмети. Да го погледнеме и да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, во програма сте? Ало? Повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Во програма сум, да. Да ве поздравам вас и да му кажем на претходниот што содржи во платформата. Платформата е измислена само за да го тргне груј од вас. Тоа му е од Европа, од Америка, од секаде. Тоа е измислено, тоа да му кажете на човекот, што ја пред мене. Никаква платформа нема, тоа сето исто што му е дајано од 2008-2011 година на албанците, тоа истото содржи. Затоа што Америка и Европа не го сака грујот. Тие дава по 100 милиони евра годишно за помош на Македонија за неразвиени подречја, а овој не дава отчет што ги потроши. А не може таткото го му дава на децата пари, треба да му дава отчет кај ги потрошиле парите, а овој братот не дава, и така не го сакае. Тоа е сето моето. Добро. Благодарам за јавувањето. Да го слушнеме следниот гледач. Немаме уште многу време до крајот на емисијата. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Да. Ја би сакала вака на кратко да кажам дека јас сум многу за соживот. Јас сум многу радосна што сега и деца во автобусите албанци, македонци не се тепаат и сум за соживот и економски да закрепнеме државата толку кратко и не народ меѓусебно македонскиот народ да се тепа. Значи, треба да биме среќни што децата више албанците со македонците имаат соживо да не се тепаат по автобусите, а не меѓу себе ние да се тепаме. И најважно економски државата да има работа за сите тоа. Најкратко толку би можела, да. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Денат од Скопје. Сакам само да кажам кратко една реченица дека ни историјата кога сакале Македонија да ја роварат и да прават со неа што сака. Прво што правеле, сите удирале по ВМРО. Значи сите удирале по ВМРО, а моментално ова денеска се случува со СЈО и тоа е тоа, како да ви кажам, треба да знаете да одгледате, да не бидете испрени мозоци.
Тоа е целата работа, дека може да ни одиде државата во неповрат, ако ова го правите вие, што го правите моментално на телевизија и го перете мозокот на народот. Режимот продолжува. Треба да знаете, нема. Ви благодарам, ние никому не переме мозок, така што доколку секој си има право на свое мислење, ние сме тука како телевизија која работи и се труди секако да биде објективна. Што останува за другите медиуми нема да ги коментирам. Дали имаме некој следен гледач на линија? Добар ден, повелете. Повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Така, доколку немаме никој на линија, имаме уште малку до крајот на емисијата. Добро. Повелете, во програма сте. Ме слушате? Ве слушам, повелете. Сакам да ви кажам дека никаква платформа се е тоа измишлјотина. Добро. И дека нема да се сменат пари, ниту ќе се стават некои дупли знаци на униформи, ниту не знам што. Е така. Сакам да кажам дека дефинитивно кризата само ќе се продлабочува и само нека му е Господ на помош на овој македонски народ, кој е изузетно прост, многу прост, многу прост. Добро. Самите македонци изјавуваат неколку пати во... Добро. Ви благодарам. Јас се надевам дека нема да се повторат овие вулгарни зборови, затоа што сепак не е убаво да се навредуваме меѓу себе. Тука би сакала да ви посакам пријатен ден и многу ми е драго што имавме позитивни коментари во однос на тоа да не се вжиштува ситуацијата во која што моментално се наоѓа Македонија. Јас се надевам дека набрзо ќе се реши ситуацијата и дека ќе заборавиме на овој кризен период. Ви посакувам пријатен ден и останете секако со програмата на телевизија 24. До гледање.